Да, не еден, туку два рецепти или два оброка ќе се обидеме денеска да ви понудиме во најновиот оброк на денот. Ја поздравувам мојата драга гостинка, одамна не сме се дружеле, од оправдани причини, Билјана Ристевска, наша позната нутриционистка, ние денеска во кујната, Биле, добре ми дојде. Благодарам на поканата, добре ве најдов. Интересни рецепти како и секогаш, овој пат два, една блага и една солена верзија ќе му дојде, така може да кажем, односно ќе подготвиме здрава опција на мајонез. Так. Мајонезот, вака што вели твоето искуство, многу често се користи во секојдневието, за жал да. А колку се луѓето расположени да направат здрава варијанта? Па поретко се расположени да направат здрава варијанта од проста причина што полесно да влезете во маркет да си купите мајонез, па и тој здрав да веќе го купите од маркет. И вака направен дека си го купите, меѓутоа да го направите дома малку потешко се решаваат, посебно нели оние помлади луѓе кои што се во брзо темпо со животот и некако многу тешко наоѓаат време за подготовка на некој оброк дома. Многу често се случува нели и оние главните оброци кои што се да ги земеме да се купат од надвор, да не подготвиме дома. Добро, ма затоа сме и ние тука, секако како медиум да понудиме ако ништо друго барем предлози, па останатото е на луѓето како ќе си постапат. Ова што го гледате, односно би сакала да го видиме ова во моментов, ние како ги мене ми личат на сусамови гнезда. Сусамки, како и да ги наречете, ќе видите за што станува збор и верувам дека ќе ви биде познат овој момент. Наскоро ќе ги надополниме со чоколадо, но денеска ќе зборуваме малку повеќе и за сусамот и генерално за здравите, односно придобивки кои што генерално ги имаме од сусам. Колку луѓето знаат и го употребуваат често сусамот, Биле? Па знаете како кај нас луѓето сусамот најчесто го употребуваат како декорација за пецива. Да. Многу ретко за ќе слушнете точно за погачи, за кифли. Да. Значи многу ретко ќе слушнете дека некој во дневното мени има вметнато сусам, например лажичка сусам со не знам додаток во јогурче, во кисело млекце, тоа многу ретко се случува. Или со мелена семка сусам да додаде во салати, тоа е навистина реткост. Не знам дали 10% од луѓето, односно од пациентите кај мене што доаѓаат, многу ретко. Јас кога ќе спомнам дека сусамово масло постои, велат и од сусам има масло. Да, а навистина е здравствени бенефити има само по здравјето многу. Познато е уште од многу одамна ова ситна семка се употребувала многу одамна во исхраната. Може би како тан повеќе ја знаат и така. Или како тахини паста, значи. Дали како тан, сакам да кажам, ако име, може би така ќе ја користат, ама или тоа не игра некоја улога? Не, танот секако дека е добар, игра улога, меѓутоа и тан некако многу ретко се употребува, најчесто сме ние навикнати на употреба на медот. И сега кога некој ќе споменаме мед со тан, и веднаш велат тоа многу калорично. Мислам, навистина нема издржаност од проста причина што во текот на денот ќе внесат некои намирници што навистина се junk food и од тие не се плашат колку калории имаат, дали ќе се поправат, ама овде сега ние кога кажеме медот со тан, нема молим те само едно дај ми. Нели и нема зошто да се лишувате од хранливите бенефити на сусамот. Истиот како семка е многу богат со витамини и минерали. Добар е за здравјето на коските. Има голема количина на калциум. Доколку сте страдни, односно ви фали калциум во организамот, слободно посегнете по сусам, да, затоа што има дури 7 пати повеќе калциум отколку млекото. Се препорачува за жени кои што се во менопауза, каде што страдаат коските, односно имаме дисбаланс во хормоните. Понатаму се препорачува и за диабетичари исто така, го регулира нивото на шеќер во крвта и никако не дозволува да се зголеми референтната вредност на гликозата во крвта. Понатаму е добар за намалување на холестеролот, ги намалува холестеролните единици и триглицеридите исто така, иако по состав морам да напоменам дека повеќе од 60% се масти во сусамот. Во сусамот? Да. Меѓутоа, вака треба да видат колку убаво изгледаат овие. Сега препорака една да отстои малку во фрижидер, затоа што колачињата се меки. Топено чоколадо. Да. Добра. Не знам дали ќе дочекаат нашиве до фрижидер да појдат. После ќе ја кажеме рецептата која што е многу... Може и сега. Не спомена ти дека е многу едноставно. 3 состојки има само. Да. Значи, колачињата се направени само од пасирана со вилушка банана и сусам.
Значи на една банана се додава 150 грама сусам, како зголемувате банани, овде имаме ние ставено 2 банани, значи имаме 300 грама сусам додадено. Добро. А белчавени сега не ги доправ, ама ти ми рече малку се стврнати. Се печат во рерна. Се печат, да. добро. Се печат во рерна на 150 степени Целзиусови и некои 30 на минути, меѓутоа ќе си следите во зависност од нели од јачината на рерната. Добро. И со само 3 состојки добивате здраво благо. Да, и понатаму нели само растопивме чоколада. Да. Црна чоколада е ова, растопивме црна чоколада, ето дадовме во овие гнезденца со лажичка, значи се прави тоа нели вдлабнувањето на колачета. Добро, одлично. Да се навратам нели на здравствените бенефити од сусамот. Како што напоменав покрај калциумот, значи има и магнезиум, кој што е добар во борба против мигренозни болки, кој ќе почувствувате, нели, дека ќе ве почува главата, да ве боли глава, точно. Слободно земете, грицкајте сусам. Да напоменам дека постои во 3 различни бои: бел сусам, кафен или смех сусам и црн сусам. Сите тие имаат малку отстапуваат нели од хранливите вредности, малку се разликуваат, значи еден од друг, меѓутоа сите се пожелни да бидат вметнати во еднодневно мени од најрана возраст. Единствено нешто, доколку сте алергични на сусам, па не треба да го конзумирате. Инаку нема ограничувања зошто каде што не би требало да се употребува. Како што напоменав, 60% можеби и повеќе се масти во неговиот состав, меѓутоа тоа не се заситени масни киселини, туку се незаситени масни киселини, меѓу кои има линолната масна киселина. Понатаму содржи голема количина на витамин А и Е и што тоа значи? Значи дека е добар за кожата, односно го спречува старењето, долготрајното конзумирање на сусам во исхраната, исто и на сусамовото масло, придонесува до добар развој на кожните клетки и не дозволува развој нели понатаму на оние слободни радикали во нашето тело кои што се предизвикувајќи на канцерогени заболувања. Добар исто така антиоксиданса и никако не треба да биде исфрлен од нашата исхрана. Многу често во истражувањата неговите хранливи здравствени бенефити се споредуваат со хранливите здравствени бенефити на лукот. Сериозно? Да, значи ако е премногу има, да. И морам да напоменам дека некако намерно или ненамерно, не знам зошто се изоставува нашата исхрана, го елиминираме. Баш е жален тој момент, меѓутоа ја се надевам дека ние секој пат велиме ако еден предомислиме, тој еден ќе биде понатаму пример за некој друг, ќе бидеме среќни, меѓутоа сето ова што ти го изнесе е одличен показател зошто треба многу почесто сусамот да го имаме во секојдневното меню. Го споменавме сусамовото масло, дали тоа го препорачуваш во секојдневна исхрана? Секако. Наместо другите масла кои што ги користиме на пример. Секако, сусамовото масло може да биде додадено како што напоменав пред малку во јогурт, во кисело млекце. Може да биде додадено како додаток во салата место маслиново масло. Сусамовото масло е рамо до рамо со маслиновото масло, меѓутоа по антиоксидативните својства. Меѓутоа кај нас некако повеќе сме навикнати или ни е наметнато тоа маслиново масло, цело време сите ако прашаме растително масло кое маслиново, значи другите не постојат. Како да не постојат, значи не постојат. Меѓутоа сусамовото масло се користи 5000 години веќе во исхраната, зборувам, иако има нели свои медицински начини на употреба, меѓутоа во исхраната е навистина голем антиоксиданс, добар е за целокупниот имун систем наш, добар е за сите овие бенефити кои што ви кажав од семката, ваму веднаш директно делуваат во организмот, затоа што практично масло преку желудникот веднаш влегува во крвотокот, а семката од сусам пожелно е да биде нели да се искористат сите хранливи и нутритивни бенефити, да е сомелена, меѓутоа ако е вака како семче, ги грицкаме ние тие семки, нели се распокнува, така да, ситна семка, нема да има никаков проблем доколку и така ја исконзумираме. Маслото од сусам може да се додава нели во салати, во разни варива, во разни намази, како сега нешто ќе го подготвиме. Значи има широк спектар на употреба. И морам да напоменам дека железото и калциумот кои што се содржат во сусамот, значи многу брзо и веднаш се апсорбираат во нашиот организам. Дури сметам дека веднаш се излекуваат затоа што добро синергираат меѓу себе и веднаш организамот ги излекува и како такви ги искористува и веднаш му се од полза.
Додека од други хранливи намирници кај што би требало малку нели да се почека за апсорбција на истите. Одлично, значи за Истото луѓето има кои што патат од интегралниот анемија. сусам посебно, интегралниот сусам содржи голема количина на железо во својот состав. Одлично. Ние завршивме со едниот рецепт, а сега ќе преминеме на подготовка и секако во интереси на времето, ќе подготвуваме здрав намаз или здрав мајонез. Намаз од авокадо, ќе може така да го наречеме. Зашто, кои се состојки ни се потребни биле за ова? Од ништо да направиме нешто, е нашата парола, нели? Авокадо, едно варено јајце, Добро, сега и така имаме јајца кои што треба да се искористат. 3 лажици грчки јогурт, Добро. сок од половина цеден лимон, сол и маслиново масло. Одлично. Ништо специјално. Ништо специјално, нешто што сите го Многу имаме по дома, едноставно. особено зборуваме за јајцата од Велиден кои што ги имаме сите, верувам, Така едва чекате да ги потрошите да не се фрлат, така што начин или предлог плюс како да ги искористите. Кога веќе ги споменавме јајцата, Великден и така натака, јас си пред малку додека не ни беа уклучени камерите, ти споменав, паметам за тебе дека постиш, односно го постиш овој големиот великденски пост, но ти сега ме велиш буквално секој пост кој што постои во годината, го практикуваш. Како... До сега да. До сега, колку години се тоа биле? Многу? Многу одамна, јас не паметам. Значи, Од се прво младоста? сум почнала со великденскиот пост, прво со него, може би сум имала не тоа младост, тоа од детство. Од Значи, некаде, детство? да, некаде Браво. 11-12 години. И морам да напоменам дека никој не ми го наметнал тоа, ниту пак јас го наметнувам некому. Кај мене, мајка ми ден денеска, не знам дали пости некој ден. Јас од тогаш, значи, дури сум се криела на почетокот кога сум постала, затоа што нели тоа е специфично, па сега Да. тебе посебно ќе ти правам храна. Некој што можела да прегледам, да не кажам дека постам, ама после некој ден ќе си кажеш, не се издржува долги се Да. постите. Од тогаш, значи, од како паметам Браво, практично од за дете. себе. Да. Сум почнала со великденскиот, понатаму се наметнувале, нели сум си ги наметнувала овие Останатите. поголемите божикниот, богородичниот и петровденските пости кои што се пократки. Добро, овој е најдолгиот, великденскиот, тој заврши. Еден мал совет за сите оние кои што го практикуваа. Сега, нели, треба полека, претпоставувам телото да го адаптираме и да го вратиме во нормала, затоа што многу време, еве цедалката, функционирало нели телото на сосема поинаков начин. Кој е според тебе најдобриот совет што можеме да им го дадеме на гледачите за сите оние кои што нели постеле? Така, најдобар совет е да се биде умерен и после постот. Не да се копне и да се нели биде во сожелба за денес завршува постот, леле од утре што ќе направам. Да. Значи не А за жал има многу такви погреб. размислувања, Точно. така? И затоа Едва завршуваат чекаат- луѓето на токсикологија. Да. Не ретко сме слушнали на телевизија колку луѓе после постите завршуваат на токсикологија. Да. Значи се треба умерено. Утрото кога ќе станете после Великден, не значи кога вие треба да изедете 5 јајца, нели? Или сега една недела е веќе после Великден скоро. Значи не значи дека вие на секојдневното мени заради тоа што сте имале нели постна храна во период од 47 до 49 дена, не значи дека вие треба веднаш да почнете секој ден да внесувате месо во вашата исхрана. Значи треба да почнете постепено. Например, во текот на првата недела тоа да биде еднаш до 2 пати во неделата месо, риба да додадете за оние кои што не конзумирале риба во текот на постот, понатаму да почнете со растителните масла и нели да луѓе кои што постели без масло и пост беше без масло, затоа тоа го кажам, и постепено да се внесуваат и киселомлечните производи, од кои на крај би ги додала нели јаките сирење и кашкавали. Да не се прејадува организамот. Точно, голема количина на вода во организамот, откако нели при адаптација на телото на новиот начин исхрана и варива. Значи, вариво што значи? Направете си мисирки на чорба. Има месо, има протеин, меѓутоа не е сува храна за нели за адаптација на телото на тие масти кои што вие ги додадете, не сте ги додавале во текот на овие денови кога сте постале. Заради тоа што може многу често да се случи, се случува јас кај пациенти кои што имам, сакале да постат и луѓе кои што 2 недели постале можеби, се случува да се веднаш да се пореметат крвните параметри. Зошто? Затоа што вие 49 дена не сте внесувале ниту вакво масло, не сте внесувале месо, не сте внесувале кашкавал, сирење, кисело млеко. И сега веднаш кога ќе внесете, ама ако внесете во поголема количина од препорачаната, значи не може вие литро јогурт денеска да испиете затоа што 47 дена не сте внесувале јогурт. Не, дневната препорачлива доза е 250 мл. Доколку не го преминете тоа, нема да имате проблем со крвната слика. Меѓутоа луѓе прават крвна слика веднаш, нели, да ви дали се и прочистиле после постот, и кога ќе направат леле маснотиите високи. А што правите вие првите 2 недели? Ама се внесо што не сум внел во постот. Не може така. Значи тоа е стрес и шок за организамот.
Малтене можам слободно да кажам дека залудно сте постеле. Вие сте го изчистили организамот, меѓутоа веднаш потоа го атакувате со точно. Направиле спротивното. Добро, ајде малку да позборуваме, бидејќи сме на самиот крај за авокадото, бидејќи оваа здрава варијанта на мајонез, главната намирница е всушност се надевам авокадо. Сега ќе не си. Добро е. Успешно после многу пати. Да се помолиме пред да се уклучи блендерот. Еве, може тука да го ставиме, значи... Авокадото, морам да напоменам, исто, случајно се погоди тоа коинциденција со сусамот. Убаво се доби, убава смеса. Еве, баш конкретно мајонез, само мајонез од авокадо. Слободно може да се мачка, нели, на лепче, да се додава во тостови, во тортили, да се додаде семки од суса, може исто така, овде кога сме кај семките. Прилог во салата, исто мислам, така се го замислувам, да. Единствено е од овошките кое што содржи поголема количина на масти. Немаме овошје кое што содржи... Авокадото е овошје? Овошје, да. Така? Да. И сега содржи поголема количина на масти од јаглени хидрати. Сите овошки ништо ги познаваме, дали е јаболко, круша, банана, сите содржат поголема количина на јаглени хидрати или шеќери, се плашат луѓето и ги конзумираат. Меѓутоа, кога станува збор за авокадото, тоа содржи поголема количина на масти. Пак ќе напоменам, незаситени масни киселини, содржи фитохемикали како што се бета-каротените, кои што се силни антиоксиданси, и лутеин и зеаксантин, кои што пак во добро синергично дејство се најдобра комбинација за здравје на очите. Значи, да, луѓе ги конзумираат во таблетарна форма, меѓутоа оние луѓе кои што конзумираат по едно авокадо во текот на денот, верувате, немаат до старост. Колку е дозволено? Едно авокадо слободно може да се конзумира во текот на денот. Ова големина сегаска кој што го околу некаде 100 грама, чиста смеса, тоа што и семка има голема, има лушпа, значи слободно по едно авокадо дневно е убаво да се секако. Исто содржи... Има ли разлика дали е, ако е многу тврдо и многу меко, во смисла на хранливите вредности? Да. Точно. Доколку е потврдо, тоа не е во полна зрелост, треба дома да го дочекате да дозре. А што ако такво го изедеме, нема, мислам... Не пречи, но така може да го дигестирате добро. Доколку е помека, секогаш и многу често знам да кажам на пациентите, одберете го најмекото авокадо, најефтиното што го ставаат на попуст, дека најзрело е во моментот. Ама тешко е, значи поматите се новија луѓе вака пупаците. Точно. Како да го созрееме? Има и да оставите во јаболчиња. Така? Доместо јаболка да го ставите, 2 јаболка на пример, во авокадо се кисички или со банана, да. И ќе созрее побрзо. Да, и да не биде во фрижидер. Да се стои нели на собна температура. Меѓутоа ова беше сега прилично зрело авокадо, затоа и веднаш и побрзо се избленда. Може да се дава од најрана возраст кај дечињата како храна, оди во разни сосови, оди во салати како додаток и навистина можеби кај нас ќе кажат многу често моите пациенти знаат или постарите да изреагираат, авокадо се научивте, не се научивме, ни стана достапно. Ние порано би го јаделе да го имавме овде. Сакаш да кажеш, не беше толку достапно порано? Па не беше. Пред 20 години, сега скерка ми кој и повеќе од 20 години, авокадо каде? Банана и тиква. Не ги оспорувам бананата и тиквата. Тиквата посебно нашата овде, од нашето поднебје. Меѓутоа, зошто да не авокадо кога веќе го имаме на достап, кога сите истражувања говорат само за позитивни ефекти по здравјето од истото, и нема причина зошто не би го употребувале и конзумирале во исхраната. Одлично. Ова е намазот од авокадо или здравата варијанта на мајонез, која што денеска ни ја подготви Биле. Можете слободно да ја користите, да го мачкате на лепче, вака зелено изгледа, многу убаво. Да го ставите во салата, еве Ненад ми е зелен, таман ова зелено за тебе, Ненад, а колачите за мене, тоа сакам да кажам. Се шегувам. Биле, ти благодарам многу, секогаш пријатно со тебе. Се надевам дека и гледачите уживаа и во убавиот разговор за бројните бенефити доколку користат нашите гледачи сусам или доколку користите авокадо. А гледате да биде тоа така и да си ги вметнете овие намирници во вашето секојдневно мени, односно секојдневна исхрана. Ти благодарам многу. Благодарам вам. Уживај во денот, во викендот и се гледаме до гледачите на Телма телевизија. Се гледаме во друга прилика, а вие доколку го пропуштивте разговорот на нашиот YouTube канал, за скоро ќе го имате целиот. Поздрав!